Градинарот цвеќето го расне, вели една популарна македонска песна, а вие го гледате третото издание од серијалот Гарден Клуб. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Ресторани има многу, ама само еден е специализиран за добри свадби. Ви го препорачувам ресторанот Гламур. Комплетно нов амбиент, лоциран на улица Првомајска, спроти цементарница Усје. Капацитет 340 гости. Резервации на 078 30 50 43. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Во денешната емисија гости сме на градинарскиот центар Хорти Дизајн. Со нивна помош денес, почитувани гледачи, ќе се обидеме да ви ги објасниме предностите на системот капка по капка. Заштедата на вода и пари е главна предност на системот за наводнување капка по капка, поради што овој начин на одржување на растенијата најмногу се применува на оранжери, густо насадени растенија, жардениери на булевари и друго. Во последно време системот е тренд за луѓето што имаат убаво уредени дворови, бидејќи не се врзуваат за градината, а во летниот период можат мирно да заминат на одмор. Капка по капка опфаќа целина од елементи со кои комплетно се полева една површина. Се работи за трајна инвестиција, се поставува еднаш, а го користите повеќе години. Предноста на системот е дозирањето на водата и нејзино насочување до местото каде што најмногу ќе се искористи, коренот на растенијето. Заштедата на вода и пари е огромна. Полевањето со овој систем е поевтино од прилика за една половина од месечната сума што би ја платиле ако полевате со црево. Капалките, зависно од видот на растенијето, капат од 0 до 60 литри и од 120 до 240 литри и не постои опасност од несакани ефекти. Се монтира во секое годишно време. Системот се состои од повеќе елементи.
црево, внатрешни и надворешни капалки, главни водови, спојни елементи, разводни елементи, филтри. Системите може да бидат мануелни и автоматски во зависност од потребите на корисниците, за каква намена ќе го користат системот, дали во земјоделството или во хортикултурата. Автоматската регулација опфаќа метод за тајмерско определување на капацитетот вода доволно за покривање на определено парче земја. Автоматската регулација опфаќа дури неколку пати дневно полевање во зависност од растенијата што се засадени. Се определува капацитетот вода што треба да се искористи во рана пролет, кога се полева еднаш дневно, налето, кога температурите се високи и наводнувањето се врши навечер и рано наутро. Системите се празнат пред почетокот на зимата, со што е отстранета можноста за негово оштетување. Системот капка по капка може да се постави во секое годишно време. Тој се монтира најмалку за 2 дена за мали парцели. Предходно треба да се направи проект во кој ќе се внесат сите елементи потребни за поставување на системот. Може да се монтира и на тераса. Системот капка-мо-капка се монтира и во станови за цвеќиња што се одгледуваат на тераса. Многу е важно да се направи добар проект за да не се случи поплава или уништување на паркетот. Тоа значи дека мора точно и прецизно да се измонтира системот, бидејќи откако ќе се постави, растенијата не смеат да бидат поместувани. Кога ќе се монтира системот во стан и ќе се постави цвеќето на едно место, тоа веќе не треба да се поместува, туку треба да се донесе друго црево и да се изведе ново решение. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар за најубава градина 2013 година. Сите заинтересирани сопственици на градини можат да се пријавуваат на телефонот 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани 3 најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следуваат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2013 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. И почитувани гледачи, додека вие ги пријавувате вашите градини за учество на нашиот конкурс за најубава градина, да ви представиме некои од светски познатите градини кои мамат со својат убавина и колорит. Во оваа емисија ќе можете да погледнете градината Рапаура од Нов Зеланд.
Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар за најубава градина 2013 година. Сите заинтересирани сопственици на градини можат да се пријавуваат на телефонот 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следуваат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2013 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Продолжуваме понатаму каде што застанавме минатата емисија со запознавањето на карафилот. За жал и тој не е отпорен на болести и разни штитници.
Карамфилите може да ги нападнат растителни вошки, гасеници, габички кои предизвикуваат дамки на листовите и рѓа. Карамфилите одгледувани во стаклена градина се склони на напади од ларви на црвениот пајак. За време на врелиот и сушен летен период, честото прскање со свежа вода ќе ја намали опасноста од овие паразити. Во текот на зимата подобро е да се користат инсектициди и фунгициди во вид на дим или прашок, отколку да се нанесуваат со прскање. Сите карамфили може да се одгледаат од резници, но карамфилите од леи ќе дадат најдобри резултати кога се размножуваат со присади. Освен тоа, сите може да се одгледаат од семе. Многу карамфили не цветаат во првата година. Вообичаено е растенијата кои се одгледуваат за изложби да се фрлаат по една година. Сепак, пред да се фрлат, се земаат резници од најуспешно одгледаните растенија или, ако е можно, се размножуваат со присадување. Резниците се земаат во текот на летото. Изберете здрави фиданки со 4 до 5 чифтови листови и одвојте ги од матичното растение. Одсечете ги најдолниот чифт листови веднаш под коленцето. Потоа, на растојание од 4 см, забодете ги резниците во садови исполнети со чист, остар песок или со смеса од еднакви делови на стандарден компост за резници и песок. Внимавајте на листовите да нема од смесата во која се наоѓало растенијето. Покријте ги растенијата со пластична врекичка или ставете ги во оратилиште. Резниците би требало да закоренат по 2 или 3 недели. Откако им завршило цветањето на карамфилите за леи, оние што веќе имаат една година, размножете ги со присадување. На длабочина од 7 см закопајте околу растенијето смеса од еднакви делови на остар песок и влажен компост за резници или просејан градинерски компост или замена за тресет. Потоа зацврстете ја земјата. Изберете неколку добро развиени странични фиданки без цветови и на секој од нив оставете 4 до 5 темени чифтови листови. Непосредно под коленцето со најниските листови засечете го стеблото надолу се до следното коленце, на тој начин обликувајќи јазик. Прицрстете ја фиданката така што јазикот ќе биде положен на земјата. Кога присадите ќе се вкоренат, одвојте ги од матичното растение и пресадете ги на отворено место, каде што ќе цветаат следната година. Кога размножувате растенија што се одгледуваат за изложби, отстранете го околу растенијето површинскиот слој компост во широчина од околу 2,5 см и длабочина од 7 см. Надополнете го со слој направен од еднакви делови на стандарден компост за резници и остар песок, а потоа полегнете ги растенијата крај рабовите на садот. Карамфилите повеќе векови се одгледувани и како изложбени примероци. Карамфилите за леи најчесто се одгледуваат во светла и прозрачна стаклена градина за да се заштитат цветовите. Во текот на летото стаклената градина често треба да се проветрува и да се засолни од директна сончева светлина. Кога пупките на карамфилот ќе почне да се обликуваат и да ја откриваат својата боја, треба да се почне со прихранување на растенијата со избалансирано течно ѓубриво на секој 10 дена. Штом пупките на карамфилот ќе станат доволно големи, треба да се почне со нивно отстранување и тоа постепено во следните неколку денови. Обвиткајте ги чашките за да не почне да се раздвојуваат. Изберете цветови за изложба од растенијата кои обилно сте ги навадиле рано наутро или доста навечер и тоа, ако е можно, 48 часови пред изложувањето. Исчистете ги стебленцата сосема над коленцето, ставете ги до грло во вода и чувајте ги на студено и темно место, каде што нема провев, се до мигот кога треба да бидат изложени. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Структурите и цврстите елементи во градината
имаат улога на рамка околу која растенијата може да растат и да се развиваат. Перголите, оградите или дрвените решетки додаваат висина колку што нудат и приватност и заштита, а патеките ги водат посетителите во разгледување на убавината на градината. Терасата што се граничи со куќата може во зависност од страната да создаде совршена атмосфера за појадок или да биде идеално место за опуштање на предвечерното сонце. Освен што се функционални, структурите и површините може да имаат и интересен дизајн и да бидат привлечни цела година. Покрај тоа, тие може да послужат како подлога за садење. Тркалезниот пацио прави впечатлив контраст со распрскано посадените растенија, а големиот рустичен свод ќе им биде дополнителна потпора на бујните рози. Можете ли да замислите градина без никакви структури и површини во неа, како на пример патеки, скали, украсни ѕидови? Ова се само дел од декоративните елементи со кои ќе ве запознаеме оваа сезона. Цврстите елементи во градината имаат витална важност во обликувањето рамка за дизајнот на градината, а може да бидат и украсни и функционални. Во новата градина елементите како терасата или перголата се скапоцени за растенијата што растат и се развиваат. Во комплексните градини симпатично дизајнираните структури се надополнети со помеки елементи, како што се тревникот или растенијата за обрабување, и ја прават градината пристојна и богата со содржина цела година. При планирањето и дизајнирањето на структурите, разгледајте ги во контекст на атмосферата и нивниот меѓусебен однос. Материјалите, стиловите, големините и облиците треба да бидат усогласени и со куќата и со севкупниот дизајн на градината. Терасата или ѕидот кој граничи со куќата често се најефектни ако се изработени од ист материјал, на тој начин правејќи логична целина на куќата и градината. Честопати предност им се дава на локалните материјали, затоа што поверојатно е дека подобро ќе се вклопат во постојната околина. Потоа, треба да се разгледа степенот на формалност. Во формална градина, например, идеална граница ќе биде ѕидот од фасадна црвена тула, а во неформалната градина со рустичен акцент, посоодветна ќе биде дрвена ограда од колци или ограда од плетени гранки. Структурите може да се користат така што ќе поврзуваат, дефинираат или одделуваат разни елементи или делови на градината. Кривулеста патека ќе го насочува погледот по должината на градината како соединувачка линија, а широката рамна патека ќе ги одделува на две страни главните делови на градината. Скалите создаваат интересна промена на нивото и го разграничуваат од воените делови, но визуелно и ги спојуваат, па овозможуваат пристап од еден во друг дел. Ако скалите се наоѓаат крај пацио, најдобро може да изгледаат ако се изработени од исти материјали и во сличен стил. Спиралните скали ќе изгледаат поатрактивно ако се, например, поврзани со тркалезно пацио. Редоследот според кој ќе се одвива градењето ќе зависи од вашите лични приоритети и карактеристики на локацијата. Може би ќе треба, например, најпрво да се направи страничен ѕид, затоа што ќе помогне да се задржи подигнатата подлога. Во некоја друга градина, изработката на патеката може да биде приоритет, бидејќи ќе овозможи полесен пристап за градинарските колички до задниот дел на локацијата, каде што се извршуваат работните активности. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
Растенијата лесно може да се размножуваат ако се знаат основните принципи. Тоа е најевтиниот начин да го зголемите бројот на растенијата. Освен тоа, градинарите може да ги разменуваат растенијата и да го зголемуваат бројот на видовите што ги одгледуваат. Начините на размножување се движат од едноставното делење на густите трајни растенија до напредните начини како хибридизацијата, со која се создаваат растенија со нови својства, например необична боја на цветовите. Многумина се одушевени од преминувањето на семето во здраво растение или од развивањето на резницата во ново стебло или грмушка. Успешното размножување зависи од способноста на градинарот, но ако тој ги научи начините на размножување, ќе може без мака да ги размножува растенијата. Во природата растенијата што цветат се размножуваат со семе. Тоа е полов начин на размножување и затоа се можни генетски комбинации и се создаваат различни расади. Благодарение на таквите разлики, растенијата се приспособуваат на околината и на тој начин може да се одгледуваат и да се одбираат сорти со нови и пожелни својства. Но, и кога семките правилно се развиваат, во самиот вид има големи разлики. Ако растенијата се одгледуваат заради одредени својства, разликите не се пожелни, но тие ќе бидат предност ако дојдат до израз некои подобрени особини. Повеќето растенија се хермафродити, што значи дека секој цвет носи машки и женски делови. Кога цветот ќе созрее, поленот со помош на инсектите, птиците, водата или ветерот се пренесува врз една или повеќе рилки на толчникот од истиот цвет или врз цветот на друго растение од истиот вид. Потоа, поленовите зрнца создаваат поленско цевче кое расте кон јајцата во плодницата. И кога ќе се спојат машките и женските јадра, доаѓа до оплодување. Од тоа се развиваат ембриони, кои кога се хранат со сосебното резервно ткиво во семениците, може да се создаде ново растение. Семките треба да се соберат штом ќе созреат и до употребата треба да се чуваат на ладно, суво, темно и проветрено место. Некои видови семе имаат посебни потреби. Некои рдат кратко време и треба да се посеат веднаш. Некои може да се чуваат долго време на ниски температури, но потоа пак може да ртат. Месестите плодови треба да се натопат во вода за да омекнат, потоа семките да се одделат од месото и да се сушат на воздух на 10 до 20 степени Целзиусови. Но, некои видови констенливо овошје и бобинкави грмушки треба да се стратифицираат. Кога ќе се отворат обвивките, соберете ги семките. Потоа исушете ги во чисти врекички од хартија. Семките што ги разнесува ветерот почнуваат да се расејуваат кога ќе созреат. Затоа гранките со семки веднаш покрите ги со газа или со кесе од хартија. Може да исечете едно или две гранчиња со семе и да ги ставите во вода и во затворен простор за да дозреат. За да изрти на семката и се потребни вода, воздух, топлина, а кај некои видови и светлина. Субстратот за одгледување треба да биде ситен компост кој ќе ја пропушта водата до семето. За да се поттикне капиларноста, лесно притиснете го компостот. А ако не го сторите тоа, се појавуваат воздушни џебови кои ги прекинуваат процепите за вода, а тие се важни за капиларноста. Компостот не смее да биде ни многу притиснат, ни многу воден, затоа што го спречува навлегувањето на воздухот. Семката нема да изрти во анаеробен компост без кислород, кој е нужен за ртење. Најдобра температура за никнување на повеќето семки е 15 до 25 степени Целзиусови. Загреваните ртилишта се корисни за одржување постојана температура. Некои големи семки, например од видот Хипеаструм, полесно ртат ако пливаат во водата, отколку ако се во земја. Потребите за светлина се различни. На некои видови им е потребна, а на други им го спречува ртењето. Според надворешниот изглед на семето, не може да се утврди дали за ртењето му се потребни темни или светни услови. Ако не знаете, посејте го семето на темно. Ако по неколку седмици не никне, ставете го на светло место. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар за најубава градина 2013 година. Сите заинтересирани сопственици на градини можат да се пријавуваат на телефонот 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следуваат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2013 година. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Акциска продажба на 3 модели моторни пили Штил кај сите овластени трговци на Штил во Македонија: MS230, MS290 и MS361. MS230 е хоби моторна пила наменета за поголеми домашни потреби околу дворот и куќата, идеална за сечење огревно дрво и градежни работи. Одлична е за нега на стебла во овоштарници и туркање на помали дрвја. MS290 е полупрофесионална изворедна, робустна и издржлива пила, изворедна за земјоделие, овоштарство, градинарство и сечење огревно дрво. Добра е за берба на дрва во средно јаки шумски насади. MS361 е професионална моторна пила за највисоки барања, робустна, со мощно ниско ниво на вибрации, со динамично забрзување и висок вртежен момент. Акциска продажба на моторните пили на Штил. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, тоа беше се од третото издание на Гарден Клуб Градини. Гледајте не и идната сабота во 12:30 часот на Телма телевизија.